Па сите режими низ историјата, по новата историја, па и Хитлер, нели, беше спомнат, дојде на власт преку гласање. Кога зборуваме за демократија и одбрана на демократијата и демократските вредности, јас мислам дека треба да се спомне дека токму исто така низ историјата сме сведоци дека формите на владење кои не даваат конкретни резултати или не ги даваат минималните очекувани резултати за населението, за граѓаните, тие потоа стануваат непопуларни. Кога во 90-те години земјите од Централна и Источна Европа транзитираат од еднопартиски кон повеќе партиски систем, тие исто така како ние тука на регионот имаат големи очекувања. Но мислам дека 10 години потоа направена една регионална анкета за да видат колку луѓето се задоволни од демократијата, колку демократијата им го подобрил животот, колку демократијата ги исполнила нивните очекувања. И дошле до фрапантни резултати каде што нели луѓето има се поголема тенденција да велат дека тие живееле подобро кога било полошо. И поентата ми е дека за да ја одбраниме демократијата, ние мора да се бориме за неја, за истата да носи резултати. Истата ситуација мислам дека и во Албанија до некаде, некои анкети подоцнични покажуваат, но ако ги гледаме сите тие авторитарни тенденции во владењето, ги има и во Србија, ги има и во Косово. Црна Гора не би рекла, доскоро имаше такво раководство, но сега има поинаков политички пейсаж, но воглавно земјите од регионот имаат тенденции кон преминување во авторитарна форма на владење. Токму заради фактот што демократијата не им ги носи очекуваните резултати. Што ги спаси земјите од Централна и Источна Европа, за да не се враќаат повторно во истите форми на владење каде што биле и пателе, всушност. Ги спаси 2004 година, кога имаше голем бран на проширување на Европската Унија со 10 земји. Значи сите тие станаа дел од Европската Унија и низ тој процес тие фактички се демократизира. Значи нивното општество беше демократизирано, институциите исто така беа демократизирани. Администрацијата исто така беше реформирана и усогласена со европските стандарди. И на тој начин се создаде атмосфера, се создаде основа за демократијата да заживее. Во спротивно тие исто така биле водени како што се сега водени балканските земји. Тука би ја нагласили улогата на две чинители во демократијата. Тоа е политичките партии како главни актери во сите политички системи демократски, но и јавната администрација. Ние, како и во централните европски земји, и тука во регионот, ние имавме смена, транзиција од еднопартиски во повеќе партиски систем. Значи, ние гласавме, носевме нови влади, нови администрации, нови политички партии, ги овластувавме нив да носат одлуки во наше име. Но дали тие одлуки беа спроведувани во практика од таа администрација која беше наследена од бившиот систем и работеше според тој менталитет на бившиот систем, и дали таа примена на тие закони и таа волја на гласачите, на народот искажана на избори, ги давала потребните или очекуваните резултати. Значи, овие три призми би требало ние да ја анализираме функционалноста на демократијата кај нас и на крај да дојдеме до тоа дали навистина ние сме создале демократи доволно во нашето општество за демократијата да не биде ставена под знак опасност
да не биде доведена до ниво ние сега да зборуваме за одбрана на демократијата, а не да зборуваме за унапредување на истата. Мислам дека нашето општество, нашите граѓани се сведоци дека демократијата можеби им донела слобода, но ја немаат рамноправноста, особено во социјален аспект. Можеби имаат слобода за гласење, но се уште имаат екстремна партизација и на државата, и на администрацијата, и на општеството. Значи, се се сведува на партизирање и разликата е од минатиот систем е дека во минатото имавме една партија, каде што треба да се зашлиш за да напредуваш, сега имаме повеќе политички партии и зависно од тоа кој е на власт, таа е детерминант и на твојот успех или неуспех. И мислам дека граѓаните со демократијата видоа дека тие осиромашуваат, нели, дојде и капитализмот, неолиберализмот, големите, како и Саша што спомна за новинарството, што драстично е сменето заради тие big tech, значи тие големи технолошки компании кои што профитираат од сите медиуми, само што медиумите не профитираат доволно од нивната работа. И значи граѓаните видоа дека тие осиромашуваат, додека политичарите, функционерите кои влегуваат во политиката, не сите, значи има и случаи, влегуваат во политиката како социјални случаи, излегуваат како бизнисмени. Значи, ние мора да кажеме, мора да покажеме фактички, мора да работиме сите, демократијата да даде успех. Ако ги даде минималните успеси, ако ги исполни минималните очекувања на граѓаните, мислам дека на тој начин ние сме ја одбраниле демократијата.